Училиштето Свети Кирил и Методи во прилепското село Канатларци доби комплетно реконструирани 2 училници, нова библиотека и санитарни јазли. Инвестицијата чини околу 1,4 милиони денари, од кои 1,2 милиони биле реализирани преку проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, а додека 200.000 денари биле обезбедени од буџетот на општината. Освен создавање на подобри услови во училиштата, целта на овој проект е и подобра интеграција на децата од сите националности. Канцеларијата на Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски држави во Американската амбасада во Скопје го администрира овој проект и чија главна цел е да ги интегрира децата од различни етнички позадини преку образование и останати активности. Овој проект ги вклучува училиштата, наставниците, родителите и децата, локалните лидери и целите заедници во развивање на меѓуетнички врски и во градење на една подобра основа за подобра иднина. Инаку ова е петто училиште во општина Прилеп кое се реновира токму со средства на УСАИД. Ние не прекинуваме тука и понатаму ќе продолжиме со одличната соработка која што ја имаме со УСАИД во изминатиот период. Се надевам дека тоа ќе биде и во идниот период. Имаме реализирано голем број на проекти во интерес на подобрување на квалитетот и на образованието, меѓутоа и квалитетот на живеење општо на територијата на општина Прилеп. Селото Канатларци е вистински пример за соживот помеѓу македонската и турската заедница. Учениците тука ги изучуваат обичаите, традицијата, културата, историјата и на Турција и на Македонија. По тој повод тие изведува и заедничка свечена програма на англиски, македонски и турски јазик. Со помош на овие проекти се зајакнуваат оние темели што ни се оставени од предците, да ја негуваме и да ги учиме децата понатаму, да не ги делат луѓето по верска било каква основа, туку дека сите се луѓе. Наставниците порачуваат овој пример за толеранција и еднаквост помеѓу сите, да го земат и другите повеќе национални училишта во Македонија. Денесете изработивме еден мини проект како тема на доаѓање на пролетта. Нашата тема беше изработка на виножито. Целта ни беше дека нема поделба во бои помеѓу децата, сите бои се застапени, да се шири пријателството, децата меѓу себе се запознаваат. Беше најавено и тоа дека наскоро во ова училиште ќе започне изградба на повеќе наменско игралиште. Од Американската амбасада истакнаа дека Европската команда на Американската војска секоја година одделува по околу 300.000 американски долари за реновирање на училиштата во Македонија. Досега преку оваа програма биле реконструирани 48 училишта низ целата држава.